Bonjour mon ami, je suis Кирил и това се новото Peugeot 3008 на француски, како и да е, толку од француски, улала! И веднаш започнуваме со дизајнот, бидејќи она што го прави Peugeot во последниве неколку години е стварно ремек дело. Тоа го спомнуваме во последните неколку епизоди, кај што имам други модели на Peugeot и тие можете да ги погледнете тука. Истото се случува и со 3008 кој што е ремек дело. До одредени моменти, според мене, бидејќи вака странично кога гледам, изгледа премногу како висока кутија, кратка, ми фали малку да е поиздолжена позади, окей го разбирам купевскиот модел. Но за прв пат сам на себе ќе се контрадиктирам, бидејќи можеби е чудно, но ненормално многу привлекува внимание ова возило на улица. Бидејќи има и толку многу детали низ целиот интериер кои што се уникатни, тоа е, знаете, лавовските фарови кои што се уникатни за Peugeot, маската кој што сега не знам од каде точно започнува и завршува, но изгледа феноменално, логото и на 3008, бојата кој што во секој различен агол префрлува различна нијанса на боја. Овој момент тука го обожавам, кој што направиле интересен момент да е целото како едно стакло и да се одвои долниот дел со кровот. И ова е стакло, бидејќи позади имаме уште едно мало прозорче, но изгледа феноменално. Тука имаме спојлерче кој што интересно, мало спојлерче, но многу дава за аеродинамика. Позади на вратата имаме само уште еден мал таков, да го кажем, као липче, бидејќи немаме заден брисач и тоа возможува да не се задржува прашината позади. 19-инчни тркала имаме тука во ова GT ниво на опременост, највисокото ниво. Можете во дополнителна опрема ставите уште поголеми 20, иако ова се огромни тркала. Peugeot не само што од надвор, туку многу добри дизајнерски решенија прават и внатре. Затоа сега се префрлуваме внатре. Peugeot сменија страница во поглед на дизајн, во поглед на статус на компанијата комплетно. Peugeot прво прават феноменални дизајни, секој пат тоа го спомнувам и внатре и надвор, како што видовме и сега надвор. Внатре улала, буквално стварно многу ми се допаѓа, но Peugeot многу се трудат сето тоа да е практично. Ако треба да одберам еден бренд кој што најмногу ми се допаѓа како ќе изгледат во иднина футуристичните автомобили, тоа ќе кажам, тоа е Peugeot, бидејќи стварно се трудат секој пат да се уникатни. Но она што им беше као голема критика беше воланот, тоа го знаеме, бидејќи требаше да се спушти малку пониско, исто така и сега, за да може да гледаме iCockpit многу подобро и да добиеме целата слика на Peugeot како што сака да се постигне. Тоа е следново. Не ви треба head-up дисплеј, сака да го избегнат со поставување на овој голем екран кој што као да лебди, изгледа стварно многу убаво, се осеќам како во некој ултрамодерен дом, но идејата, суштината дека ги имате сите тука информации што се потребни додека возите, но исто така од инфозабавниот систем, но да не губите време од погледот на патот и да се спуштате тука надоле и сето тоа да изгледа да биде небезбедно. Бидејќи мене ми нема логика ако е забрането да користам телефон, бидејќи нели губам време, зошто не е забрането кога се спуштаме во тие огромни екрани тука надоле? Нели истата логика? Peugeot мислам дека тоа го сватили, многу добро го направиле ова. Феноменално, графиките се одлични, воланот е фантастичен, лесно се навикнува, мислам, јас немам никаков проблем, но мора да ги пофалам дека секој детал во интериеров е така квалитетно направен, се е меко, се е убаво, ова е премиум чувство, дечки. Ова не е за да го споредиме со Kia, Hyundai, кои што се феноменални, многу сериозни конкуренти, ова е да го споредиме со BMW, Audi, Mercedes, браво за Peugeot. Но да се вратам јас на сите тие практични елементи, Peugeot направиле феноменален дизајн, но и многу практични елементи. Тука горе имаме една остава со бежичен полнеж за телефонот. Тука надоле имаме уште една остава која што е телефонот за сопатникот, за не си пречите, и тука имаме уште една мала остава за што и да сакате, но покрај сите овие копчиња од инфозабавниот систем за кој што ќе се вратам, тука имаме уште една голема остава во која што собира пола кило помаранџи. Тука имаме дополнително 12 волтен приклучок, 2 USB порта, од кој што едниот е за директна конекција со инфозабавниот систем, другиот е за полнење. За инфозабавниот систем мора да спомнам, пак ќе кажам, графиката е одлична, многу лесен, многу добар систем, но она што ми се допаѓа е тоа што
тука имаме еден мал екран кој што имаме шорткат од сите опции на екранот. Си стискате една опција што се ме зезна и се изгаси. Си стискате една опција, веднаш ве префрлува таму, но ако сакате дополнително го персонализирате, задржувате една секунда и можете да смените со било која опција од инфозабавниот систем. Тука имаме неколку копчења од климата, 4 жмигавци, кој што копче многу ми е интересно, многу ми е ретро. Две остави за шишиња, убав наслон за раката под кој што имаме, тука имаме, мислам, простор за цело кило помаранџи да собере. Ова исто така и се лади оваа просторија. Имам уште една мала остава која што е за клучот. Ја тука го чувам клучот од Фроги, бидејќи ќе си го земам назад и ќе го вратам Пежото. Ќе си се дружиме повторно со Фроги. Една работа што немам кај Фроги, Порше е тоа, нели најлуксузниот модел. Немам лого тука позади на наслонот за главата. А овде во 3008 го имаме и стварно многу ми се допаѓа тој мал детал. А сега имам неколку критики, неколку пофалби. Првата пофалба е тука што ми се допаѓа, приметив овие копчиња од прозорите ги закоселе малку на страна и е многу функционално бидејќи со мало движење лесно стигам до нив. Не ми се допаѓа тоа што не ми се допаѓа тоа што оваа рачка тука е многу мала, па некој пат знам да се изгубам дури ја најдам. И друга работа што не ми се допаѓа што кога ќе го исклучам автомобилот или уклучам, окей, сега не се случи тоа, но што се случува? Тргнува од назад седиштето, закочува, стартува автомобилот, повторно се враќа во позиција, бидејќи ова се седиште со меморија, но кога ќе го изгасам автомобилот и кога ќе отворам врата, се враќа назад, супер, имам повеќе простор за излегување тука напред, но тоа резултира со намален простор позади за кој што се префрлуваме сега. Вау, добра транзиција, нели? Океј, она што сакам да го кажам е, од седиштето кога се врати, видете, не е страшно, но ако некој поголем од мене седи тука, ќе има проблем. Друга работа што ми се допаѓа е тоа што седиштето тука па е вдлабнато, па баш ради тој момент имате повеќе простор, немате многу простор за движење на нозете одоздола, веројатно кога се подмести назад, можеби имате повеќе, но тука во оваа ситуација не. Вака, да, поудобно е, но дефинитивно Kia и Hyundai се многу попросторни тука, е многу по-комфорно. Но имам добар простор, големи прозорци, тука е малото прозорче што го видовме од надвор. Панорама може да се доплати, но кога што може да видам од сликите, панорамата доаѓа до негде до овој момент и се отвара само половина, што значи дека океј, ќе имате убав поглед, ќе има дополнителна светлина, но за жал не може да се дојде до тука бидејќи кровот веќе е закосен. Убави седишта, убави материјали, тука е тврда пластика, таму е мека пластика, имаме греачи на седишта, бидејќи пак ќе кажам ова е GT, највисокото ниво на опременост. Интересно е тоа што тука имаме уште еден наслон, некој остава за телефонот, две остави за шишиња, но овој среден дел може да го спуштите само него и да пренесувате ски, ако идете на скијање или ако идете на ловење на риби, па да ставите трски. На средниот дел тука имаме уште една остава за телефонот, не така висок и не така широк тунел, но не можам да ги ставам нозете право, морам малце да ги закосам. Но мислам дека може да се возат и на подолг период повеќе патници. И сега ќе се префрлиме позади за да го видиме другиот дел, односно багажникот, да го видиме колку е тој просторен. 520 литри багажен капацитет, но што интересно е што работи на сега пак ме зезаш. Океј, секој пат е точен, но веројатно сега бидејќи клучот не е во мене тука внатре, можеби ради тој не сака да се отвори со шутирање. 520 литри багажен капацитет е стварно феноменална бројка, добра е за едно фамилиарно возило. Убаво рамно, оваа даска можете да ставите тука горе да биде рамно, но е доста широк овој дел, па поголем товар може малце да нанесе штета на овој дел ако имате потешкоти при качување. Инаку ако ќе окренеме, тука имаме две како штипки кои што го држат овој дел. Тука имаме простор за резервно тркало кој што се доплаќа. Ако не земете, имате се за репарација и дополнителна остава кој што можете да искористите. Дополнителни мали остави кои што не можам да разберам зашто се имаме тука од страна, од двете страни, куки за качалки што е супер и уште еден ластик кој што дополнително можете да закачите нешто, 12 волтен приклучок за струја, супер.
Одиме сега да го возиме новиот 3008. Седнувате зад воланот на 3008 и веднаш чувствувате некои работи кои што се клучни за неа. Морам тоа да го напоменам дека е комфорот, бидејќи сите очекуваме можеби спортски перформанси, изгледа така, изгледа убаво, изгледа моќно и мислите дека ќе биде катапулт. Колата е брза, има добри перформанси, но не очекувате да биде Порше брзо, бидејќи сепак е ова едно фамилиарно возило кое што има намена едно семејство да однесе убаво, комфорно, меко на пат, на некоја подалечна дестинација или тука локално да ви заврши работа, така да ова е сепак на крајот на денот фамилиарно возило и ги имам перформансите кои што може пријатно да ми изненадат. 1,2 3 цилиндра турбо бензински мотор e-hybrid, ќе го објаснам тој момент, со 136 конски сили, 6 степен автоматски менувач. Перформансите воопшто не се за подценување и воопшто нека не ве предомислуваат, бидејќи 3 цилиндра, дали ќе биде доволно моќен, дали ќе може тежина да издржи, да може. До сега возевме на водно, 4 луѓе со товар, нема никакви проблеми, нема никаков осет дека можеби ќе прави потешкоти, стварно убаво го јасноси целата тежина и може да го издржи тој терет. Имате доволни перформанси ако сакате да стапнете на газ, да стапнете и да ве катапултира моментално за да престигнете. Имате и 3 различни драйв мода, тоа се нормал, спорт и еко. Јас нормално си го возам во нормал и тука ми ги дава сите потребни информации, односно сите потребни перформанси. Е-hybrid моментот кој што, вау, сега можете да го видите овој момент на осветлување колку убаво изгледа, особено навечер. И сега за кратко ќе ме видите мене, бидејќи се враќаме повторно на светлина. Е-hybrid моментот е еден нов хибриден режим кој што го работи Peugeot, малку унапредена изведба од класичен mild хибрид, но малку послаба верзија од класичен хибрид момент кога што можеме видиме во Toyota. Што значи тоа? Тоа значи дека едноставно имаме опција за движење на струја благо, не многу километри како во Toyota, благо во даден момент, но исто така и помага тој хибриден режим во тргање, во поглед на други потрошувачи околу автомобилот, кои што придонесуваат за помала потрошувачка. Во моментов потрошувачката ми е околу 10 литри. Мислам дека може да се спушти малку пониско од ова, но не драстично, некаде околу 9 литри. Мислам дека би можело да се добијат реална потрошувачка. Ако возите со само нормал, ако возите као бабичка, да можете да го спуштите повеќе од тоа и да се фалите дека имате пониска потрошувачка. Но реалната потрошувачка е тука околу 9-10 литри. Очекував искрено ради хибридниот режим да е малку пониска, но окей, тоа е. Тука имам една мала критика, конкретно околу педалите. Не е страшно, али морам да го кажам како критика, бидејќи од едниот до другиот режим на возење педалите знаат некој пат да бидат поагресивни на кочење или на давање на газ, особено мислам кога се вози на струја. Не е така како некои други хибридни возила што може да понудат таки по-нервозни моменти, многу е по-меко тука, но го има ја има таа разлика. Во поглед на опремава, како што кажав, ова е GT, имаме се од опрема, дури овие се ишта кои што се спортски, кожни, убави, окей, но има една опција која што сега ми е уклучена. Тоа е прво, овие страници можете да ги прилагодувате како сакате според вашето тело да ги наместите. Имате меморија, ќе се зачувате, автоматски штом си седнете, си се прилагодуваат на вас. Но има едно копче тука доле кој што малце тесно, може ли малце поголем простор да остават за него. Има едно копче, го притискате и ви се отвара масажа. Со вкупно околу 20 различни видови на масажа што можев да... Butterfly, да го пробаме ова. Може, ми се допаѓа.
Прво, не сум начекал волку многу различни видови на масажа да има некое возило. И второ, она што ми се допаѓа, кога ќе се одберете со која јачина сакате да ве масира, тоа трае се додека вие не одлучите кога треба да се изгаси. Тоа ми се допаѓа бидејќи кај други возила се гаси моментот масирањето па се одреден период и веќе не можете да уклучите, дури не се одмори. Мене ова ми се допаѓа бидејќи едноставно ме масира се додека јас сакам. Сварно тука е многу убаво и опуштено. И сето тоа, сите овие работи са што ги кажав, едноставно допринесуваат за таа една карактерна особина комфор, да биде што е можно поопуштено. И мислам дека Peugeot во тоа успеале најмногу. Убав дизајн внатре, надвор, меки, квалитетни материјали, достига до еден премиум сегмент кој што е многу сериозен и мислам дека Peugeot, ова беше на француски кажено, Peugeot успеале да го достигнат тој момент. Целиот пакет чини 44.000 евра, почетната цена на 3008 е некаде околу 36.000 евра во алур ниво на опременост, понапредното е 40.000. Мислам, можете отидете во Peugeot, можете да погледнете кај нив на сајт да видите што има, што нудат, да го пробате овој модел исто така, да видите за што станува збор. Едноставно 3008 го замислам како за еден возач, благ ентузијаст кој што сакал малку спортски перформанси, добил фамилија, требало да задржи малку поголем комодитет, се одлучил на ова и што добил? Добил убави спортски седишта, добил многу добра контрола над возилото во кривини, бидејќи буквално како ќе го насочите така врати, ова го кажам за последните неколку модели на Peugeot, што стварно верувам дека Peugeot е едно од по-добро управливите возила во моментов на пазар. Се чувства благо клатење нормално поради висината, но не е така страшно. Имате, пак ќе кажам, добра контрола над возилото, знаете во секој момент како да го искоригирате ако имате потреба тоа, но мислам дека стварно се движите како на шина за едно вака високо возило и тешко. Перформансите не видов јас во ниту еден момент дека му треба нешто плюс. Стварно моторов работи феноменално, има добра звучна изолација, да не се чувствувате, да не го чувствувате тој звук од 3 цилиндри, едноставно да биде сето тоа убаво, мирно, комфорно, удобно, премиум. Едноставно да биде премиум, бидејќи суштината на целава епизода ми е дека Peugeot се многу сериозно се осврнале на тој премиум сегмент на кој што мислам дека целат. И да, јас не би го насочувал, не би го споредувал со Kia, Hyundai, пак ќе кажам сериозни брендови, би го споредувал кон BMW, Audi, Mercedes, кои што нудат слични квалитетни материјали, слични квалитетни технологии, убави системи кои што ве задржуваат во лента без никакви проблеми и вау. Улала. Ние тука се одјавуваме, се гледаме наскоро со ново видео, направете subscribe и ова беше Peugeot 3008. Чао!